Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ви посакувам добре дојде во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска заедно со нас и со вас секако професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Проректорке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Благодарам за поканата и поздрав на сите слушатели на UKLO FM радио. Поводот за вашето гостување е убав. Универзитетот по трет пат ја организира Универзитетската студентска конференција. Конференција која што во изминатите години навистина предизвика големо внимание не само меѓу студентите, туку и по широката јавност. И еве сега веќе подготвени за предстојната, која ќе се одржи на 17 декември, па сметавме дека ова е вистинско време да кажеме или да ги подсетиме нашите слушатели за она што значи студентската конференција на UKLO. Конференцијата произлезе од една друга конференција на која што вие бевте, да речеме, инспиратор, ги инспириравте студентите на Техничкиот факултет да организираат студентската конференција, веќе 5-та година оваа година се организираше, во пресет или во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на науката, па од неа произлезе, можеме слободно да речеме, и ова универзитетска конференција, студентска. Така, па затоа и би започнала со таа студентска конференција на Технички факултет Битола, која годинава бележеше свој некој јубилеј, 5-годишен јубилеј. Така е, и вие бевте самиот дел од таа прва студентска конференција која во пандемиската 2020 ја организиравме на Технички факултет со Факултетското студентско собрание на Технички факултет Битола. Секоја година од тогаш па до денес успеваат студентите да се организираат и да биде конференцијата уште подобра и уште помасовна, зашто навистина им благодарам пред се затоа што го одржа континуитетот, а посебно затоа што исклучително се вложуваат да биде конференцијата видлива, да има навистина квалитетни студентски трудови, да соработуваат со други факултети и универзитети во државата и во странство и да соработуваат со стопанството, што исто така особено значајно за видливоста на една конференција. Оваа година студентската конференција на Технички факултет Битола, техниката и урбаниот развој ја слушна дури на Универзитетот во Падерборн, кој што е асоцијативна членка на Европската универзитетска алијанса Колорс, наш партнер во алијансата. Се представија и истакнати професори од битолските гимназии, кои што се пак членови на алумни клубот на Технички факултет, инженери кои работаат во голем број на фирми во Битола и во регионот. И навистина, еве, вчера можевме да видиме на колку голем број на медиуми се споделува студентската факултетска конференција Техниката и урбаниот развој. Јас верувам дека студентите ќе ги подобрат тие трудови, студентите од Технички факултет ќе ги подобрат трудовите и во соодветната подобрена форма и на англиски јазик ќе ги испратат за учествување на Универзитетската студентска конференција на 17 декември. Јас само овде сакам да дополнам дека нема поголема за мене значење како проректор за студентски работи овој континуитет на одржувањето на студентските конференции, бидејќи се простори место да студентите се мрежуваат, да разменуваат мислење, искуства, своите истражувања, да ги подобруваат низ различните дискусии кои што можат да се отворат во рамките на поставувањето на прашања после проследувањето на презентациите. Нема поголемо значење за мене тој континуитет, квалитетот на трудовите кои што ги добиваме за конференциите, но и секако тоа што студентските конференции се одржуваат во рамките на Светскиот ден на науката.
Па што е позначајно за нашиот универзитет, ако не тоа што сме постигнале и нашите студенти, не само со знаење и со едукација, туку ги подготвуваме и да истражуваат, да анализираат, односно да се впуштат во тие научни води. Кога зборуваме веќе за студентската конференција организирана на Техничкиот факултет, со оглед на тоа што ја следев и презентациите на студентите што ги има, што ги понудија, морав да забележам, тоа го сподели Фисонив и со деканот на Техничкиот факултет, професорот Митко Костов, се зафатиле со истражување на теми, односно решавање на проблеми реални. И сето тоа користејќи ги средствата и можностите што ги нуди Техничкиот факултет. Значи, нешто што може да се примени не само на Техничкиот факултет, туку воопшто на институциите во земјава, значи изработка на своевидна метеоролошка станица, потоа складирање на енергија од обновливи извори на енергија и мощни интересни теми. Велам, тоа е од особено значење што секоја година трудовите се поквалитетни, па не знам дали се сеќавате, во 2020 година еден од презентираните студентски трудови на конференцијата, потоа подобрен, беше избран за учество на меѓународниот надпревар на студенти во Турција, на универзитетот во Азичи во Турција, така што во Истанбул, така што на вистина и јас сум задоволна и сметам дека сме ја постигнале целта. Нашите студенти се занимаваат со апликации, веќе со нешто корисно и применливо за решавање на различните проблеми општествени, а тоа е и целта на конференцијата. Студентите да понудат идеи со кои би решиле одреден општествен проблем. Во секој случај треба тука да ја споменеме и помошта што ја добиваат од менторите, од професорите, кои несебично помагаат и и благодарение на нив се добива она што е конечно како резултат од истражувањата нивни. Апсолутно, и затоа голема благодарност и до сите професори, ментори на студентските трудови и честитки што постојано се вложуваат во дополнителна работа со студентите, бидејќи за да бидеш ментор на еден студентски труд, значи да одделиш дополнително време од онај ангажман кој што им го посветуваме на студентите во часовите за предавања, вежби, во посетните часови. Потребно е да се потрошат доста број на часови во работа со студентите. Ова година е голем број средношколци присутни на конференцијата на Техничкиот факултет и тие да ја доживеат, да речеме, атмосферата, да видат како можат студентите да се организираат, не само како организатори на конференција, туку пред се како истражувачи. Така, со голем број на ученици имаше во амфитеатарот на Технички факултет Битола. Учениците беа од двете битолски гимназии, од гимназијата Таки Даскалот и од гимназијата Јосип Броз Тито, и тие се наши постојани, да речем, посетители на Технички факултет, ама не само и посетители, но ги слушаат и работилниците на голем број на професори. Кај нас соработката продолжува, соработката е континуирана и оваа посета беше дел од воспоставената соработка со средните училишта. Впрочем, оваа група на студенти која што ја видовте на студентската конференција беше присутна претходно во 2 наврати на 2 работилници како дел од обуките за одржливо живење, одржлив развој во рамки на студентскиот екоклуб на Технички факултет Битола, така што многу ми е драго што успеавме, сигурно разговаравте и со нив, да го побудиме нивниот интерес, да им оставиме одличен впечаток со што се е пропратено студирањето на Технички факултет, студирањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, дека не е само присуство на часови, на предавања, туку универзитетот им нуди голем број на можности на студентите за дружење, комуникација, креативност, покажување на сите нивни потенцијали. И самите кажавте, оваа година како учесник и еден асистент од Универзитетот во Падерборн
Исто така член на Универзитетската алијанса Колорс, што значи дека веќе конференцијата добива и меѓународен предзнак. Да се надеваме дека до година ќе имаме поголем број учесници од другите универзитети на Колорс. Се надевам и јас, верувам дека сега веќе на 17 декември ќе имаме повеќе учесници и студенти со студентски трудови од останатите универзитети дел од алијансата. Така, имавме една презентација од Универзитетот Падерборн, верувам дека ќе има повеќе, всушност и на Универзитетската конференција на 17 декември пленарното студентско предавање ќе го има под председателот на студентскиот форум при алијансата од Универзитетот Леманс Николас Трипи. До сега се пристигнати едно 20 на трудови, за сега 2 трудови се од студенти од алијансата, верувам дека ќе имаме уште поголем и задоволителен број на присуство на студентски трудови од алијансата. Проекторке, сега ќе направиме една музичка пауза, понатаму во емисијата ќе зборуваме за она што е пред нас, значи за Универзитетската студентска конференција. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц за да дознаете повеќе. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио КЛФМ Битола ве подсетувам, ја следите емисијата Студентски парламент, а денеска заедно со нас професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Проректорке, рековме дека сега во овој дел од разговорот малку повеќе за предстојната Универзитетска студентска конференција, која што годинава не само што ќе ги донесе тука студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, туку и студенти од останатите универзитети, членки на Европската универзитетска алијанса Колорс. Имено повикот е испратен до сите нив, над 120.000 студенти на Колорс алијансата, па сите има можност, заинтересираните во секој случај, да се пријават и да учествуваат. Како е чувството еве да се организира една ваква голема, би рекле, студентска конференција? Благодарам за прашањето, Сонја. Чувството е навистина посебно и посебно сакам да го истакнам вложувањето на
нашите студенти, на нашето универзитетско студентско собрание и начинот на кој што функционираат во рамките на студентскиот форум при Алијансата. Исклучително тие се сплотени помеѓу себе, многу соработуваат, и веќе се обезбедени. Пленарното студентско предавање ќе биде од подпредседателот на студентскиот форум, така што морам да им се заблагодарам, сакам да ги поздравам за начинот на кој што функционираат и се вложуваат во организацијата на Универзитетската студентска конференција, која што годинава е трета универзитетска студентска конференција поред. Со физичко присуство беше организирана претходните 2 години, годинава поради нашата желба да им дадеме можност на колку што е можда поголем број на студенти од Алијансата и организираме хибридно. Би сакала и очекувам нашите студенти да дојдат со физичко присуство, да и тој ден го поминеме со заедничко дружење, мрежување и размена на идеи, меѓутоа ќе имаме можност да се вклучат во зависност од пристигнатиот интерес, да се вклучат онлайн студентите од Алијансата. На конференцијата може да учествуваат студенти од прв, втори, трет циклус студии. Темите се различни, со оглед на тоа што доаѓаат од различни факултети, од различни етиници, од различни полиња, би рекле, на интерес, но тоа е убавото на ваквите конференции. Точно тоа се докажа и во претходните 2 години, дека разноликоста и можноста да се слушнат на исто место толку голем број на различни презентации, постер презентации или само да се прочита абстрактот на некој од пристигнатите трудови е навистина задоволство. Тоа ја покажува мултидисциплинарноста на нашиот универзитет и сите оние образовни можности кои што ги нуди нашиот универзитет. Повторно работат со ментори, работат со своите професори и на тој начин и се кршат тие бариери што порано постоја студент-професор. Сега веќе и односите се некако поблиски. Апсолутно, да. Подолг период веќе се работи на ниво студент-професор на многу повисоко ниво од она што порано било или на што сме сведоци. И затоа и верувам резултатите се повидливи, резултатите се поголеми, бидејќи се посветува големо внимание од страна на менторите на студентските трудови, затоа се поквалитетни и се побројни. Досега веќе е испратен и третиот повик, можам да се пофалам со повеќе од 20 пристигнати трудови, а очекуваме тој број да се зголемува. Првата универзитетска студентска конференција имавме повеќе од 30 трудови, на втората имавме околу 30 студентски трудови, така што верувам дека ќе го достигнеме, ако не и го надминеме, тој број и годинава. Оно што е значајно, а што треба да го знаат нашите слушатели, значи тука не се работи за изработка на семинарски трудови, туку вистински истражувачки трудови на студентите. При тоа, при изработката треба да внимаваат на методологијата, значи на квалитетот, треба да бидат запазени, би рекле, сите параметри, сите критериуми кои се потребни за изработка на еден истражувачки труд, што и самата конференција ја крива на едно многу повисоко ниво. Така е, студентите добиваат техничко упатство за изработка на студентскиот труд и темплети за изработка на презентацијата и постер презентацијата, со самото тоа што дел од студентските трудови ги објавуваме во студентското научно списание Нови хоризонти, го покажува висината на квалитетот и висината на организацијата на студентската конференција. И оваа година најдобрите студентски трудови кои што ќе бидат оценети од страна на Комисијата за студентски трудови, а потоа и од страна на Комисијата за издавачка дејност ќе бидат селектирани и објавени во вториот број на студентското научно списание Нови хоризонти, списание за студентски истражувања на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. За списанието нешто подоцна ќе проговориме повеќе. Сега повторно врзано околу Универзитетската студентска конференција. Рековме трета година поред се организира и ќе се реализира на 17 декември. Рековте годинава на хибриден начин, со оглед на тоа што се поканети студенти од останатите универзитети и членки на Универзитетската алијанса Колорс, но
Нашите студенти, мислам на студентите од УКЛО, се поканети да бидат тука со физичко присуство, а и малку повеќе да се запознат, бидејќи целта на конференцијата не е само да го споделат она што го работеле, туку и да ги прошират тие пријателства, па кој знае, можеби понатаму и изработка на заеднички трудови. Апсолутно, да. Тоа е момент кога тие можат и да се поврзат помеѓу себе, па да го понудат студентскиот труд подобрен на друга конференција. Тие постојано учествуваат нашите студенти и на меѓународни конференции, каде што пак го представуваат универзитетот и зошто да не биде тоа со еден мултидисциплинарен труд од повеќе единици на универзитетот. Има многу можности, многу може да се работи. Гледам дека кај нив има интерес. Ние сме секогаш отворени за работа со нашите студенти, за подобрување на нивните вештини, истражувачки способности, така што доколку се појави таков интерес, сигурно дека ќе направиме и тим на професори и тим на студенти кои што би соработувале и работеле заедно. Сакам само да дополнам кога зборуваме за квалитетот на трудовите, дека покрај издвоените и селектираните најдобри студентски трудови кои ги објавуваме во списанието, објавивме зборник на трудови од сите трудови кои што пристигнаа на втората универзитетска студентска конференција во 23-та и тогаш ветивме, а сметам дека до одржувањето на конференцијата на 17 декември ќе биде веќе готов и зборникот на апстракти и зборникот на постер презентации од двете студентски конференции, бидејќи Универзитетот Свети Климент Охридски покажува, а сметам дека со ова ќе потврдиме дека ниту еден студентски труд не треба да биде изоставен. Знаете, првата студентска конференција, техничкото упатство беше малку по... не следеше такви ригорозни критериуми како што е техничкото упатство на втората веќе конференција, кога одлучивме да ги објавуваме студентските трудови, така што првата студентска конференција не сите трудови беа оптимални за објавување. Имаше студентски трудови со повеќе од 20-30 страни. Тоа не ни дозволи да сите тие бидат објавени во зборник на трудови, но затоа пак ќе бидат објавени сите апстракти во зборник на апстракти. Сега ќе направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, бидете понатаму заедно со нас. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Патот сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе
Проректор, ќе го завршуваме разговорот. Претходно реков дека за нови хоризонти за научното списание студентско на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе проговориме малку повеќе. Со самото негово издавање, тоа е уште еден чекор плюс сега за конференцијата, не само што се подигна критериумите за тоа како треба да изгледа студентскиот истражувачки труд, туку треба да се исполнуваат, како што кажавте, одредени критериуми и од сето тоа произлезе и нови хоризонти. Значи, прво, студентско научно списание на нашиве простори. Што е гордост во секој случај за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, пред се за вас како проректор за студентски работи. Направивте напори заедно со проректорот за наука, професор доктор Горан Илиќ, списанието да излезе минатата година. Во него се најдоа првите трудови за кои што сметавте дека навистина ги исполнуваат критериумите од втората студентска конференција. Студентите беа презадоволни, морам да кажам, во разговорите со нив. Не им се случило до тогаш нивни трудови да бидат објавени, што е секако поттик за понатаму. Не само за нив, туку и за останатите. Еве, многу ми е драго што го слушам ова, дека и студентите и нивните ментори биле многу задоволни од... Јас можев да ги видам тука на промоцијата на студентското списание, дека е навистина големо задоволството и јас им честитам што понудија квалитетни трудови кои комисијата и програмскиот издавачки одбор утврдија дека се компетентни за и ги задоволуваат тие технички критериуми за објавување. Навистина ми е драго што постои задоволство кај нашите студенти и верувам дека тоа задоволство ќе ги мотивира да учествуваат и на ова трета универзитетска студентска конференција, да направат уште подобри трудови од минатата година и да ги објавиме во вториот број на универзитетското списание. Во разговор со проректорот Илиќ го запрашав, имајќи предвид дека хоризонт исписанието на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е влезено во голем број бази на податоци, што тој ќе направи како проректор за наука и нови хоризонти да почне да се кити со голем број на такви, да речеме, бази на податоци. Така, исклучително е начинот на кој што се вложува проректорот Илиќ за подигнување на рейтингот на хоризонти. Јас верувам дека истото тоа ќе го направи и за студентското списание Нови хоризонти. Впрочем, секојдневно се прават тие напори за подобрување на списанието и за подигнување на рейтингот во тие познати бази на податоци. Третиот повик, веќе кажавме, е објавен од пред известно време. Пред да го започнеме разговорот, кажавте дека најверојатно ќе биде и продолжен некаде до 7 декември. Што значи дека се уште имаат време студентите кои што се двоумат дали да испратат, веќе им е подготвен трудот или сакат нешто да доработат, еве им се дава можност се уште да работат. Да, тие кај студентите секојдневно кај советниците Александар Тодоровски и Елена Китановска се јавуваат, прашуваат, бидејќи нивните контакти, мејлови се оставени, се јавуваат, прашуваат, се интересираат. Третиот повик е веќе испратен, продолжен е рокот. Верувам дека ќе бидат навреме доставени трудовите, дека нема да се чека последниот ден, бидејќи и нас ни треба навистина период за организација на агендата, за селектирање на трудовите, за класифицирање во 2 работни сесии, колку што планираме да има, бидејќи такви се можностите за хибриден организирање на хибриден настан. Продолжен е рокот, 7 или 10 декември, нека биде оној краен рок за доставување на комплетен студентски труд. Што ќе добијат учесниците, студентите, мислам? Па секоја година добиваат благодарници, добиваат пофалници, добиваат уште неколку часови можност да учествуваат на еден исклучителен студентски настан, добиваат најдобрите, добиваат можност нивното истражување да биде објавено во студентско списание. Па мислам дека е навистина доволно за оној, за секој млад истражувач, за секој млад студент кој што сака да го подобрува својот развој, да истражува, мислам дека е доволна мотивација. Се сосема за крај, ќе кажам, пред известно време имав можност да разговарам
во емисија, нели, исто во оваа емисија во студентски парламент со студентот Кристијан Саламовски од ветеринарниот факултет. Беше учесник на неколку летни школи оваа година. Од почетокот веќе на организирањето на студентската конференција се јавува со своји трудови. Минатата година беше неговиот труд и внесен веќе во Нови хоризонти и кажа многу убава работа. Со оглед на тоа што навистина учествувал секаде и летни школи, работилници, обуки и рече вака, отприлика, ќе го парафразирам. Вели, на ниту еден друг универзитет каде што сум бил, немам слушнато дека се организира ваква конференција, и тоа бесплатна. Другите конференции знаат да побарат и нели одредени средства за учество, котизации, а овде имаат можност нашите студенти од УКЛО да учествуваат, да истражуваат со своите ментори и да го проследат трудот, да учествуваат со него и сето тоа, замислите, бесплатно, што за студентите многу значи. И во таа прилика ги повика сите студенти, колеги негови, нели, да се пријават и да учествуваат и да користат секоја можност што им ја нуди универзитетот, не само студентската конференција. Кога тоа ќе се слушне од студент, не од професор, туку од студент кој што е директно вклучен во сето она што значи настава и воншколски, наставни активности, говори многу. Некогаш велат доволно е еден да биде задоволен и да го кажува убавото што се случува, и навистина одлична потврда за сето она што УКЛО го прави за своите студенти. Па да, еве, има ли подобра потврда дека сме на вистинскиот пат, дека правиме се за нашите студенти? Навистина му благодарам на Кристијан Саламовски, тој е еден исклучителен млад човек и наш студент кој што е навистина активен, кој што учествува, меѓутоа и неговиот труд е видлив и го препозна универзитетот и неговиот труд беше и објавен во списанието Нови хоризонти. Нема поголемо признание од тоа да студентите се задоволни. Да, бесплатна е конференцијата, секако да е со единствена цел да овозможи универзитетот на тој начин да го подигнеме и подобриме студентскиот стандард и студентскиот развој. И да не забораваме сосема за крај да кажеме дека секој учество на студентите во вакви воннаставни активности се вреднува дополнително благодарение на правилникот за вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО. Така, и за ова учество студентите ќе си поднесат соодветно барање и потврда, и барање за добивање на потврда, односно уверение дека присуствувале на универзитетската конференција, зашто добиваат дополнителен број на кредити кои се внесуваат како збир во додатокот на диплома. Проекторке, јас ќе ви се заблагодарам сега за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола и морам да кажам, еве со нетрпение очекуваме третата Универзитетска студентска конференција, подсетуваме ќе биде на 17 декември годинава 2024. Очекуваме да има поголем број присутни од нашите студенти, а секако хибридно вклучени студенти од останатите универзитети, членки на Европската универзитетска алијанса Colors. А што таму ќе се случува, еве ќе се потрудиме и преку Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола да пренесеме до слушателите. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за разговорот со. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарна нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај.
сите радости се најстрекниво мај и ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав, нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол ватна. Дај ми, дај, во зима дај пролет, добро да све. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол ватнеш, дај. Толку во денешното издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете на 90,8 МГц. Твоите очи лено мори, воден стиче реши се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми излези. Твоите очи лено мори, воден стиче реши се. Дај ми на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми излези. Leno mori, izlezi. Leno mori. Укло ФМ, Битола, ноември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ, Битола.
универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk